Почитувани присутни, добар ден и добре дојдовте на денешниот јавен состанок, кој што е прв за оваа година. Покрај реализираните активности на агенцијата во првиот квартал од оваа година, состанокот ќе бидат презентирани и наодите од истражувањата за начинот на известување за родово заснованото наследство на националните телевизии во 2023 година. По завршување на презентациите, ќе биде отворена панел дискусија на која ќе можете да поставувате прашања кои што се од ваш интерес. За распишување на председателските и парламентарните избори закажани за 24 април, односно 8 мај 2024 година, стапија на сила одредбите од изборниот законник. Со ова започна и мониторингот на медиумското известување на радиодифузерите од страна на агенцијата, која што до почетокот на изборната кампања ќе биде фокусирана на 9 телевизиски програмски сервиси на државно ниво, а сите останати програмски сервиси ќе се мониторираат врз основа на представка. Веднаш по распишување на изборите, агенцијата до сите медиуми испрати потсетување за обврските од изборниот законник и на својата веб страница отвори банер со сите материјали поврзани со изборниот процес, законски и подзаконски акти, образец за представки и слично. На 15 март агенцијата го објави првиот извештај од мониторингот што се однесува на известувањето на радиодифузерите во периодот од 15 февруари до 7 март 2024 година. Во извештајот не беа констатирани прекршувања. Согласно обврските од изборниот законник, во овој квартал агенцијата достави вкупно 6 седмични извештаи до Државната изборна комисија. Дополнително на 18 март до сите национални комерцијални телевизиски сервиси до јавниот сервис беше испратен допис во кој беа известени за промената на обврската од изборниот законник, согласно која за изборите треба да известуваат и преку програми пристапни за лицата со попреченост. Изминатите 3 месеци агенцијата реализираше повеќе програмски и административни надзори врз радиодифузерите согласно годишните планови за програмски и административен надзор за 2024 година. Редовните програмски и административни надзори за повеќе законски обврски, за почитување на правилата при емитување аудиовизуални комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско огласување, емитување игри на среќи, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, употреба на јазикот во програмите, дневно емитување на најмалку 12 часа програма на телевизија и дневно емитување на најмалку 40% изборно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуални дела, објавата на импресум, информации кои што треба да се направат достапни на корисниците и за објавата на идентификација на радиодифузерот, извршени врз телевизиските програми на јавниот сервис МРТ-1, 2, 3, 4 и 5. При надзорите кај МРТ-2 беше констатирано неемитување на најмалку 40% програма изборно создадена како македонски аудиовизуални дела, поради што и беше изречена мерка јавна опомена. Извршен и редовен програмски и административен надзор врз радиопрограмите на јавниот радиодифузен сервис Македонско радио 1, 2 и 3, реализирани во согласно со годишните планови за надзор за 2024 година за одредбите од Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги и од соодветните подзаконски акти. При надзорите не беа констатирани прекршувања. Извршени се неколку вонредни надзори. Вонреден програмски надзор, реализиран по представка, беше спроведен врз Метрополис радио, при кој што беше констатирано непочитување на правилата за употреба на јазикот во програмата. По истекот на рокот за законско согласување извршен е контролен надзор, каде што беше констатирано дека радиодифузерот во целост постапил по изречената мерка и го отстранил прекршувањето. По добиеното известување од ТВ Компани 27М дека има нов одговорен уредник, извршен е вонреден надзор да се констатира дали одговорниот уредник на телевизијата е редовно вработен, односно во редовен работен однос и со полно работно време во радиодифузерот. Надзорот покажа дека е доставен документ од кој е видно дека го исполнува овој услов. 9 вонредни административни надзори се спроведени да се утврди дали радиодифузерите ги исполнуваат минималните кадровски услови предвидени во правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиски емитување.
Вонредни надзори се извршени врз ТВ Гура, ТВ Кобра, ТВ Калтрина, ТВ Компани 27М, Радио Джес ФМ, Радио Балкан ФМ, Радио Про ФМ и Радио Хит. Врз ова радио беа спроведени два вонредни надзори, со нив беше констатирано дека минималните кадровски услови не ги исполнува само регионалното радио Хит и локалното радио Балкан ФМ, поради што им беше покрената постапка за одземање на дозволата. Во меѓувреме радио Балкан ФМ ја достави потребната документација, за него беше запрена претходно покренатата постапка за одземање на дозволата. Радио Хит ФМ и во дополнителниот законски рок од 15 дена не ги исполни минималните кадровски услови, поради што му беше одземена дозволата за радиоемитување. Контролен програмски административен надзор беше извршен врз ТВ Телма за правилата за заштита на малолетни лица и врската за објава на импресу. Со надзор беше констатирано дека радиодифузерот во целост постапил по изречените мерки јавна опомена и ги отстранил прекршувањата. Согласно годишниот план за вршење административен надзор во 2024 година извршени се два редовни надзори и два контролни надзори врз издавачите на печатени медиуми во однос на врската за објавување импресу. Едниот редовен надзор беше извршен за 17 издавачи и беа опатени 17 печатени медиуми, а вториот беше извршен врз два издавачи и беа опатени 3 печатени медиуми. Шења, Скопско ехо и Македонско ехо. Обврската во целост беше исполнета ке сите 20 медиуми опатени со редовните надзори. Контролни надзори беа извршени врз издавачите Народен лекар и Колор Медија Плюс, со цел да се констатира дали постапиле по мерките јавно опомена изречени во 2023 година. Надзорот покажа дека издавачот Народен лекар го отстранил прекршувањето, додека Колор Медија Плюс Скопје делумно постапил по изречената опомена и продолжи со вршење на повредата. Според упатството за определување на рокот за постапување во решенијата на агенцијата за преземање мерка, повторно беше изречена јавна опомена и е даден рок од 30 дена да го согласи своето работење со законот за медиуми. Согласно годишниот план за вршење програмски надзор, во текот на првиот квартал, врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи беа спроведени вкупно 53 надзори, од кои 50 редовни и 3 контролни надзори. При редовните надзори прекршувања беа констатирани кај операторите Инфел, Мултимедија Нетворк Л и Теленетком во однос на обврските за регистрација на програмски сервиси во агенцијата, поради што им беше изречена мерка јавна опомена. Контролните надзори врз операторите покажаа дека постапиле во целост по упатените решенија. Советот на агенцијата, заради констатирање непочитување на одредбите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесе две јавни отпомени, од кои едната за Метрополис Радио заради непочитување на правилата за употреба на јазикот во програмата и втората за МРТ2 заради неисполнување на обврската за дневно емитување најмалку 40% програма изворно создадена како македонски аудиовизуелни дела. За операторите на јавна електронска комуникацијска мрежа донесени се 3 решенија за опоменување и исклучување на реемитувањето на програмскиот сервис поради реемитување на програмски сервиси кои што не се регистрирани во агенцијата. До агенцијата беа поднесени 2 барања за објавување јавен конкурс до доделување на дозвола за радиоемитување на програмски сервиси, кој ќе се емитува преку ограничен ресурс, радиофреквенција на локално ниво, од кој едното за програмски сервис кој што ќе се емитува на подрачјето на град Битола, додека вториот на подрачјето на град Тетола. Поради распишаните председателски и парламентарни избори, Советот на агенцијата на 7-та седница, одржана на 28 февруари, донесе заклучок да се прекинат постапките по доставените 2 писмени барања до завршување на изборите, по што истите ќе продолжат согласно законските одредби. Советот на агенцијата на 8-та седница, држана на 1 март, одлучи по барањето на согласно за промена или дополнување на повеќе од 20% од програмскиот концепт од дозволата за радиоемитување поднесена од Радио 99 од Скопје, донесе одлука за давање согласно за промената и дополнување на повеќе од 20% од програмскиот концепт во однос на јазикот на емитување, односно покрај емитувањето на програма на албански јазик, радиодифузерот да емитува програма и на турски јазик и да се зголеми обемот на собствената програма, односно од 4 часа да се зголеми на 20 часа и 50 минути на неделно ниво. По донесувањето на оваа одлука на радиодифузерот агенцијата му издаде нова дозвола за радиоемитување. Поради неисполнување на обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата за телевизиско, односно радиоемитување,
Беа покренати 13 постапки за одземање на дозволата. Во меѓувреме 8 радиодифузери го платија во целост годишниот надоместно за дозволата во законско утврдениот рок, пошто 8 покренати постапки за одземање на дозволата беа запрени. За 5 радиодифузери кои што не го платија надоместокот, Советот на агенцијата донесе одлуки за одземање на дозволата. Дел од овие радиодифузери на кои што им беше одземање на дозволата по постапка предвидена од Управниот суд, поведува постапка и дозволата на телевизија Шуцел е вратена, додека во многу брз период и на радио Александар Македонски ќе му биде вратена дозволата затоа што во подплатилното место ги подмирил дополнителните финансиски трошоци кои што ги имала агенцијата во процесот на одземање на дозволата. Одземени се на Хит ФМ, Ускана радио и радио Про ФМ од Гостивар. Изминатиот квартал представници на агенцијата учествуваа во повеќе меѓународни активности. На 31 јануари во агенцијата се одржа состанок со представниците на ОПСЕ ОДИХР, реализиран на нивно барање во контекст на проценка на состојбите од нивна страна пред планираните претседателски и парламентарни избори 2024 година. На 1 февруари вработени од агенцијата учествува на онлайн информацијската сесија организирана од агенцијата на ЕУ за фундаментални права за предизвиците со модерирањето на онлайн содржините поврзани со говорот на омраза. На 12 февруари се одржа состанок на управачката група на ЕМИЛ, на која учествуваше представничка на агенцијата во оваа мрежа на ЕПРА. На 20 февруари во седиштето на агенцијата се одржа билатерален состанок со представници на Независната комисија за медиуми на Република Косово. На 26 февруари вработени на агенцијата учествуваа на петата онлайн работилница за платформите за споделување видеа и регулација, организирана од ЕПРА, под наслов Јурисдикција, перспективата на земја, на потекло и улогата на перспективата во соработка со другите регулатори во Европа. На 29 февруари представничка на агенцијата онлайн учествуваше на првиот состанок на подгрупата 4 на ЕРГА, посветена на регулативата на ЕУ за дигитални услуги. На 29 февруари повеќе представници на агенцијата учествуваа на третиот годишен меѓународен симпозиум медиумската писменост во добата на вештачката интелигенција. На 4 март представничка на агенцијата онлайн учествуваше на првиот состанок на подгрупата 3 на ЕРГА за справување со дезинформациите и јакнење демократијата во дигиталната околина. На 12 март представник на агенцијата учествуваше на предавањето Рушење на зидовите за дезинформација, одржано од страна на литванскиот експерт доктор Нериус Малијукевичиус во организација на Europe House Скопје, делегација на Европска Унија, канцеларијата на амбасадата на Република Литванија во земјата и правниот факултет Јустинијан I. На 13 март се одржа следва со представници од амбасадата на САД во врска со состојбата во медиумската сфера и предизвиците пред почетокот на изборната кампања. Изминатиот квартал беше одговорено и на еден прашалник од регулаторното тело на Украина, испратено преку ЕПРА во врска со актуелните мерки за справување со ширење на дезинформации. Во јануари, агенцијата до Министерството за правда го достави придонесот за 18-тиот подкомитет за правда, слобода и безбедност, кој се одржа на 5 и 6 март во Скопје. Во придонесот, агенцијата, меѓу другото, реферираше за покренатата тужба против Министерството за информатичко општество, поради исплаќање на регулаторот помалку од законско пропишаните средства за промоција на изготвениот кодекс за однесување во онлайн просторот за време на изборни процеси и референдуми, објавената и презентирана анализа на родовите прашања и начинот на прикажување и представување на жените и мажите во забавните програми на радиодифузерите во 2022 година. Во март, агенцијата достави одговори на дополнителните прашања поврзани со подкомитетот, кои преку Министерството за правда беа доставени од Европската комисија. Изминатиот период беа реализирани повеќе состаноци во рамките на Твининг проектот за јакнување на капацитетите на агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги и јавниот радиодифузен сервис. Во периодот меѓу 21 и 25 јануари во рамките на Твининг проектот вработени во агенцијата реализираа студиска посета на неколку европски институции, Европскиот суд за човекови права, Советот на Европа и Европскиот парламент и организација Европската аудиовизуална обсерваторија и ЕПРА во Страсбург, Франција и на регулаторот за медиуми во Германија.
На 20 март во рамките на Твининг проектот, агенцијата заедно со мрежата против говор на омразата во медиумите организираше работилница на слобена справување со говорот на омраза кај медиумските услуги и онлайн платформите, на која тројца германски експерти ги сподели искуствата и практиките во Сојузна Република Германија и од другите европски држави во врска со справувањето со говорот на омраза. На 31. јануари се одржа последниот состанок со тимот на Институтот за социолошко правни и политички истражувања Скопје за финализирање на истражувањето за представување на родово базираното насилство во 2023 година, на кој беа разгледани завршните забелешки и коментари на текстот дадени од двете страни. Клучните наводи до кои дојде институтот, поврзани со начинот на известување на родово заснованото насилство на националните телевизии во 2023 година, ќе ви бидат презентирани веднаш по завршување на презентацијата. Донесени се две одлуки за промена на собственичка структура, и тоа за телевизија 24 Вести и Клан Македонија. На собственичката структура на ТВ 24 Вести на место на правното лице Кабле 24 од Австрија пристапи правното лице Комнет 328 од Србија, додека ке телевизија Клан Македонија, нов собственик со 100% удел во собствената, беше одобрено да биде странско физичко лице од Косово. Издадени се вкупно 89 потврди за регистрација на програмски пакети. До имателите на правата се доставени 3 известувања врз основа на извршен програмски надзор, каде агенцијата утврдила дека оператори на јавна електронска комуникацијска мрежа бесправно реемитуваат програмски сервиси кои што не се регистрирани во агенцијата. Почитувани присутни, почнувајќи од 2012 година, а согласно врските од Законот за еднакви можности на жените и мажите, агенцијата спроведува годишно истражување за родот во програмите на медиумите за кој е надлежна да врши надзор. Во 2023 година одлучивме истражувањето да се концентрира на начинот на известување за родово заснованото насилство на националните телевизии. Истражувањето содржи наоди од анализа за начинот на прикажување и представување на родово заснованото насилство во информативните програми на радиодифузерите. Од цел се спроведи истражувањето, агенцијата преку јавна набавка го ангажираше Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитетот Кирил Методи во Скопје. Сега дава можност на представниците на институтот, на професор доктор Марија Марковиќ, професор доктор Елеонора Серафимовска и магистр Љуан Емери да ни ги презентираат наудите од ова истражување. Повелете. Добар ден и од мене, јас сум Маријана Марковиќ, еден од членовите на тимот кој што го сочинуваат Елеонора Серафимовска, Милка Димитровска, Теја Конеска и Љуан Имери. И наша задача беше да направиме анализа на родово базираното насилство во информативните програми во националните телевизии. Ќе се трудиме ние тројца да бидеме што пократки, што поконцизни и да оставиме повеќе простор за прашување. Се трудевме да ги извлечеме само генералните тенденции, бидејќи има голем обем на податоци кои што ќе можете да го прочитате во студијата. Ова е содржината на нашите представувања од студијата. Истражувачката методологија и начините на телевизиско известување за конкретните случаи ќе ги зборувам јас. Колешката Елеонора ќе зборува за застапеност на теми во телевизиските програми, препораки и заклучоци. И на крај, Љуан ќе ви презентира еден поширок контекст од кој што израснува појавувањето на родовото засновано насилство во медиумите. За да ја започнеме целата презентација, прво зашто зборуваме. Родовото засновано насилство ги афектира и мажите и жените, но значително повеќе ги погодува жените и девојчињата. Представува опасност по генералната безбедност, но истовремено е форма и на родова нееднаквост и на дискриминација. И како видови на насилство се явуваат физичко, психичко, сексуално, економско насилство, вознемирување или злоупотреба, фемицид и не ретко се сретнуваат повеќе
видови на насилство кај еден случај. Примерокот кој што беше определен заедно во соработка со АВМУ подразбираше вклученост на 8 национални телевизии и ќе надополнам дека ТВ24 беше на почетокот вклучена, но поради технички причини не бевме во можност да направиме анализа на прилозите на оваа телевизија. Што е она што ние следевме? Го следевме Централното информативно издание, едно претходно издание на централните вести, информативните делови кои што се застапени во утринските и пладневните програми, специализирани информативни емисии, а периодот на следење беше од 1 до 10 во месеците јануари, февруари и март 2023. Материјалите ги добивме снимени од АВМУ, кои што ги поделивме меѓу нас и на тој начин пристапивме кон анализа на сите телевизии и за да можеме да направиме селекција на примерокот, ние навистина ги следевме сите програми на сите телевизии во овој период од 1 до 10. Сумирано, она што ние сме анализирале, биле околу 1200 информативни изданија и 240 емисии следевме, а од нив ќе видите кај колку ние идентификувавме појава на родово засновано насилство. За целта на ова истражување ние подготвивме еден инструмент кој што е образец за мониторирање на прилози и тоа има две форми. Едната форма беше за анализа на вести, а втората форма беше за анализа на емисии. Вака само ќе ви ги покажам да видите колкав обем и колку варијабли содржи секој од овие инструменти, а беше конструиран врз база на водичот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за мониторинг за известување, да го скратам насловот, за известување на случаи на родово засновано насилство од професор Катарине Старикакис, кој што беше финансиран од Европска унија и Совет на Европа. Тука се дадени само главните области кои се во инструментот, а ако некој има интерес, можеме и понатака да споделиме во секој областите кои конкретни прашања беа содржани. Следевме околина на прилогот, кога се случи настанот, кога се известувало, на кој медиум, кои се прилози кои што претходат, кои се прилози кои што следат, потоа општи карактеристики на прилогот, наслов, наднаслов, сите оние кои што се однесуваат на новинарските правила за пишување на прилози, што опфаќа содржината на прилогот и особено внимание обрнавме на конкретните аспекти на родово засновано насилство. Како се презентирани жртвите, како се презентирани насилниците, дали се наведуваат детални податоци за да бидат препознавени, дали може да констатираме емоционално оптеретени зборови. Тоа е накратко за инструментот. Овие беа истражувачките прашања на кои ние се трудевме да дадеме одговор. Како прво од особен интерес беше да видиме колку се застапени прилозите. На прв поглед кога ги анализиравме медиумите, забележавме дека скоро и да нема застапеност. Ваков вид на настани во медиумите. Па поради тоа ние го зголемивме обемот на анализа на сите емисии, на сите прилози, па дури продолживме и понатака што и забавните програми ги следевме со цел да најдеме се оно што би било поврзано со родово засновано насилство. Потоа најдовме дека сепак има еден мал определен број кои што се директно поврзани и кои што се посредно поврзани. Потоа дали објавените прилози имаат соодветно и релевантно место во медиумите, на каков начин се применуваат новинарските стандарди, како се известува за лицата кои се изложени на насилство, какви комуникацијски алатки се употребуваат и дали ние можеме да забележиме некакви разлики во пристапот на известување во зависност од националната телевизија.
Како што претходно на неколку наврати спомнав, ние собравме една база на прилози кои што ги категоризиравме во две категории. Една е прилози кои што обработуваат конкретни настани што се однесуваат на родово засновано насилство. А втората, за која што ќе зборува колешката Елеонора, ќе видите дека станува збор за застапеност на оваа проблематика во вестите и во емисиите на националните телевизии. Со цел да имаме ориентација на застапеноста на конкретните случајни примери на родово засновано насилство, ние направивме анализа и на билтенот на МВР за периодите јануар, февруари, март 2023 од 1 до 10. Како што можете да забележите, вкупно пријавени, зборувам за пријавенија, секако знаеме дека има и голем број на непријавени случаи, но пријавени се 44. Од овие ние не сретнавме ниту еден застапен во овој период во кој што ние анализиравме. Има случај кој што го констатиравме дека бил присутен во извештајот на билтенот на МВР, но се однесува за настан кој што бил случен во 2022. Ова е генералната табела која што ги прикажува конкретните настани кои што се случиле и како медиумите известувале за нив. Купен број на прилози што детектиравме беа 22, во јануари забележувате немаме ништо, февруари 10, март 12 и понатака ќе забележите кога ќе зборува колешката дека во март како месец на жената оваа тема ќе биде многу застапена во емисиите. Како автор на прилозите најчесто се сретнуваат новинарки, а како извор на информации исто доминира жената. Значи имаме како извор на информации мажи се јавуваат во 6 случаи, а жени во 16 и ова што стои друго ќе подразбира сите оние извори на информации кои што се од формален карактер МВР, министерства и други институции, кои што беа прецизно наведени и цитирани од страна на новинарите. Сите овие прилози кои што се однесуваа на конкретни настани, еве можете да видите, групирани се во неколку категории. Во овој период доминантни беа прилозите кои се однесуваа на судските процеси поврзани со Јилдис Веаповска. Колку за подсетување, станува збор за родилка која заради лекарска грешка останува без органи. Најмногу прилози отпаѓаа на оваа тема, дури 12. Се појави една сторија за повлечено обвинение за обид за силување, изречена на фудбалер на Манчестер Юнајтед, која што би можело да го именувам како сензационалистички, бидејќи беше ставена во рамки на рубрика спорт и каде што целта беше повлеченото обвинение за новинарот, а беше проследен прилогот со сериозно вознемирувачки слики од девојката која што повлекла обидот за силување поради недостаток на информации. Потоа следа прилози кои се однесуваа на судење за убиеното момче, кое што се случило во 2022. Прилозите беа сосема коректно презентирани со нагласување дека новинарите ги следат протоколите и процедурите да внимаваат при известување кога станува збор за малолетни лица. Беа застапени и прилози од странска продукција, случувањата во Украина поврзано со жените и како се снаоѓаат во такви услови, како родовото засновано насилство во услови на војна добиват сосема поинтензивен карактер. Во Турција имавме една ситуација, еден прилог кој се однесува на музички групи кои се проценувани, да ги ставам во наводници, како неморални. Митингот во Косово по повод 8 март и реакциите за
правата на жените и за жени мигрантки како во земјите на Европската Унија и како се наоѓаат во расчекор меѓу традиционалните вредности и вредностите на земјите во кои што живеат. Два прилози имаше кои упатуваа на сексуално вознемирување на девојки, во кој што едниот случај беше двостепено, можем да кажам, насилство. Во едниот случај девојката доживува насилство, сексуално вознемирување од таксист. Секундарното е заради тоа што на социјалните мрежи тоа е проследено со говор на омраза. И во овој случај новинарката овој акт го именуваше како сексуално вознемирување и беше ставен во категорија на родово засновано насилство, додека прилог кој што не е за пример се однесуваше на малолетна девојка која што пријавила вознемирување од лице вработено во училиштето, а целиот прилог беше спакуван во контекст дека наводно тоа го изјавува без чувство на заштитеност на малолетно лице. Значи имавме тука дискриминација по пол, по возраст, по социјален статус и за жал скоро можеше да се претпостави кој е точно лицето кое што било жртва на ваков вид на сексуално вознемирување. И последниот прилог се однесува на текст на транспарент од протест на жените по повод 8 март, каде што во овој прилог ќе ви презентирам и дел од содржините, се забележува говор на омраза со, како да кажам, со така е врамен што не е прекршен ниту еден од правилата на новинарското известување. Меѓутоа ќе ви го презентирам. Како за да добиете илустрација како беа именувани жртвите на насилство и насилниците, приложени се неколку телопи од различни телевизии, колку за пример еве условна казна доби гинекологот Асани за ординацијата во која остави родилката Веапоска без матка, јајник и бубрек. Прилозите кои што се однесува на судските процеси за Веапоска беа прецизно и јасно наведени со прецизни извори во кои што без исклучок во секој прилог изостануваше лицето кое што го спровело актот, односно лекарот. Би сакала само да споменам еден момент што го забележавме. Вака е се спакувано како што треба, но во еден прилог се појави новинарка која што не можеше да се препознае од која телевизија, поставува прашање, зборува родилката дека што све се случило, кои понатамошни здравствени проблеми ги има, а новинарката на тоа прашува, а кој друг орган ви е вас заболен, така да кој друг орган ви е опериран, или тоа беше прашањето во кое што беше навистина непријатна ситуација за Веапоска, која што беше дополнително вознемирена од едно можеби незначително прашање, но сепак длабоко беше вознемирена од, демек, да, уште нема некој посериозен орган кој што е одземен. Односно, и дури прашањата кои што се поставуваат на такви јавни настани сепак подразбираат некаква чувствителност за лицето кое што претрпело штета. И накратко само ќе ви презентирам некои од коментарите објавени на Facebook профил на граѓани кои беа приложени во прилог кој се однесуваше на протестот на жените по повод 8 март. На овој протест се појави еден транспарент кој што никаде во ниедни од другите прилози на други телевизии не беше заставен, поради непријатноста нема да го споменам, нема да го цитирам. Прилогот беше сосема соодветно склопен, со точни и прецизни извори, дадени точни податоци, но начинот на кој што беше презентиран и склопен целиот прилог упатуваше на говор на омраза кон лицето кое што го носило транспарентот. Еве можете да видите
кои прикази на Facebook профили беа, да се срамиш што си женско од вакви изрази, например. Заклучати. Од прикажувањето на конкретните настани, еве може да се забележи дека имаме релативно ретка застапеност. Најчесто не се именувани како родово засновано насилство, најчесто се емитуваат на крајот на информативните емисии, сместени се во околини кои што се однесуваат на судски процеси за криминал или во околина на спорадични актуелни теми. Генерално се застапени стандардите и прилозите се најчесто во форма вест или извештај. Јас сега тука ќе завршам, продолжувам колиска. Здраво на сите. Маријана накратко кажа дека кога почнавме да анализираме целиот овој, да кажам, 30-дневен период за секоја телевизија, фативме дека има многу малку прилози кои што се однесуваат на конкретни настани, што се засуваат за конкретни случаи. Сега кога ја проширивме темата и се уште веќе методолошки коректни, дека ќе ги анализираме и оние прилози што ја третираат темата родово базирано насилство, без разлика дали е за некој конкретен настан или случај. И ако беа 22 прилози во однос на за конкретни случаи, овде беа и 11 на сите телевизии за сите 3 месеци. Меѓутоа се појавија неколку емисии, бидејќи ги следевме на емисиите, поточно делови од емисии, немаше емисија која што целосно беше посветена на оваа тема, меѓутоа секако ја анализиравме во целата емисија, а особено делот кој што се однесува на оваа тема. Така и во ќе видите студијата, така се прикажани и резултатите, прво резултатите за прилозите, а потоа за емисиите. Прилозите се повеќе сумарно направена една дискусија на статистика, за разлика од емисиите, каде што ги третираме повеќе како судина случај, и беа 4, и беше подобро да влеземе во длабочина, отколку да правиме некоја статистика за само за 4 емисии. Ја мислам да ќе искувам да ви беа наистина интересни, да ги видите и да ги прочитате. Ајде во однос на овие колку треба и како треба да ја обработуваат телевизиите оваа тема за родово базирано насилство. Предпоставуваме и сметаме дека целта, доколку се објавуваат вакви, а треба да се објавуваат прилози на оваа тема, дека целта веројатно би требало да биде едно поимовно определување или дефинирање на поимот родово базирано насилство, да се поттикне свесноста на граѓаните на населението за оваа појава, како и да се, не само да се поттикне свесност, него да се може би да се поттикне некако проактивен однос во борбата против ваков вид на насилство. И се надеваме дека година овие теми ќе бидат се позастапени на телевизиите. Еве, согласно паралелно со информациите што ви кажа колешката за конкретни случаи, направивме една општа табела во однос на тоа колку овие прилози се подготвени од новинари, а колку новинарки и колку мажи, а колку жени се присутни како извори на информации во овие прилози, ова постојано се десува за првиот само за прилозите. Еве ќе видите дека од 11 прилози, 8 се подготвени од новинарки, значи доминираат жените како новинарки на овие прилози, а во однос на изворите на информации кои се присутни во прилозите, повторно ќе видите дека жените се 4 пати повеќе во однос на мажите. Значи 4 пати повеќе извори на информации биле жени отколку мажи во овие емисии. А што се однесува до емисиите, кои што посебно беа обработени, ќе видите дека исто и тука се односот може би во однос на изворите уште поголем, дека од 4 емисии во 3 водителка беше жена, а во однос на не извори овде се повеќе поканети гости, учесници и учеснички, видите дека во 4 емисии 9 биле жени, а само еден маж како гостин во емисијата. Или некој што се тестира може би надвор од емисијата. Исто накратко, многу сумирано, ќе го повторам и она што го забележам сите, особено за првиот дел, дека најчесто ваквите прилози имаше на денот,
околу смрт и пред тоа, како да секогаш само луѓе го нарекуваат или месец на жената, како медиумите тогаш најчесто да се текнува да треба да зборуваат за жените или за насилството. Само два прилога беа во вториот и третиот ден од новата година. Еден беше на 7 февруари, а преостанатите два беа на 4 март, кога повторно случување за пресудата за 69 сексуални работници од Соединетскиот суд. Имаше да кажам еден друг повод, па голем дел од медиумите прозборија на тема родово базирано насилство. Имавме дискусија меѓу нас и се надевам дека тука и таа да дискутиравме. Дали е тоа сепак еден вид на економско насилство врз жената, на одлуката на Соединетскиот суд. На која тема е да ги ќе се повторам дека 5 беа во однос на таа економско насилство, тоа е случајот со текстилните работнички. Една беше трибина за семеното насилство во Петово, каде што се изнесува одредени статистични бројки и така натаму. Имаше два прилози за насилството врз жените и убиствата на жени во Косово на албанските телевизии и еден прилог беше во однос на анализа како е третирано, тоа беше уствари податоци, како е третирано родовото базирано насилство во медиумите. Во однос на околината, многу интересно и во водичот се околинува каде треба да бидат огласувани, каде треба да се најде место за тоа. Ние анализираме овој пат на АВМ, колкото беше информативните медиумите, каде треба да бидат и каде на се овие прилози. Така што овие прилози секогаш се постојат натрешна политика, знаете, вие се како следите. Некогаш се ставени бидејќи беа од пресуда на суд околу темите за корупција, економија, енергетика, па дури и земјоделство, а имаше случај и кога беа во надворешна политика, откако се завршат настаните во Македонија, па после настаните во светот имаше некои прилози на оваа тема. Обштите карактеристики, да не премногу окупирам јас со бројки, само ќе кажам дека прилично кратко траат, или од минута, најдолгата до 4 минути, во просек 2,5 минути. Во телевизијата, таму каде што во оние вести каде што беше забележено, отпаѓа во просек 4,4% на оваа тема, на прилози на оваа тема, и вообичаено ги немаше меѓу најавените во главната најава. И тоа е некако показател, и најчесто замрски изборите, тоа се проширени вести, односно извештаи. Во однос на изборите мораме да ги похвалиме телевизиите и веројатно минат долгогодишна работа ги учи дека треба да обезбедат прецизни избори, така што во сите прилози беа обезбедени прецизни избори на информации. Односно во ниту еден не најдовме некои нејасни или непрецизни избори на информации. Значи можеме да се повикаме на изборите комплетно. Се базира на изјави од 1 до 4 субјекти, значи се обидуваа новинарите на овие теми да понудат една појасна слика од избори од повеќе страни, од разни страни и така натака. Значи имаше и официјални избори, имаше и алтернативи, независни избори, особено од невладени организации, се потрудиле се како новинарите во тој домен да дадат една можеби поширока слика. Како актери главно беа представници на невладени организации, што во секој случај воопшто не е лошо, напротив, е добро. Немаше никакви, во однос на емотивно оптеретени, отоварени зборови, пошто го следиме и тој дел, не можам да кажам дека тука новинарите направиле некоја грешка, дури можеме да ги похвалиме дека прилично беа прикажани во неутрален контекст. Типовите на насилство во овие емисии беа економско насилство, фемицидот беа спомнати, семеното насилство и психолошкото насилство. Интересно, во прилозите никогаш не се спомнуваше, освен со исклучок на еден прилог на МТВ, не се спомнуваше терминот родово засновано насилство, таков конкретен термин, што верувам дека таквата практика мора да се напушти. Социјалната конструкција на поимите навистина е само првиот чекор, ако сакаме било што да предземеме жизнина како професионалци. Прво ние мораме да го одредиме поимот, да го дефинираме поимот, за да знаеме и кон што ќе се бориме.
Така што, да, беа спомнати семено насилство, убиство на жени, ова се цитирани, да кажам, се цитати од прилозите, има говор на омраза кон жени, стереотипи кон жени, дека се кршат работнички права, меѓутоа не и терминот родово базирано насилство. А во ниту еден целок, нели, доле што оди, не беше, и се го сметаме како, ако во весникот насловот е оне што ја дава, го дава дискурсот, може би цело подолу е некој нешто што треба да биде начинот што треба да се разбере. Другото е во ниеден делот не беше спомнат терминот родово засновано насилство. Бегам од микрофонот, ја гласно зборувам, така што е напад на уши. Ајде во однос на овој општествен социополитички контекст, ова се буквално цитати што беа проследени или од новинарката, или од гостите што беа во прилозите. Цениме, ако водечи сите го има, дека добра практика е да секогаш да се дефинира и контекстот во кој што се случува родовото базирано насилство, а тоа нам е показател како телевизиските куќи го врамуваат оваа тема. Значи, своите прозоречно ни го даваат како да на кој начин да размислуваме за оваа тема. Мислам дека многу добро, многу реално и многу вистинито е да пренесувам состојбата во Македонија, како е во однос на оваа тема, што е тоа што во позадина во општеството се прави и на политички план. Така да одбив се прушна, нели, од новинарите и од гостите дека е редовна појава. Нели, ако велам ретко се слушаше, меѓутоа навистина беше многу реално пренесено, дека постои говор на омраза во Македонија кон жените и во политиката, дека на жените постојано се наметнува еве комплексот на помала вредност. Значи, се покажува и некои, се правеше опити да се каже од каде се потекнува родово базирано насилство, дека живееме во средина во која се уште најчесто се слуша гласот на мажот, дека судовите неправедно судат, дека постои огромна родова нееднаквост, дека се загрозени за работничките права, дека се кршат за работничките правата, особено на текстилните работнички во Македонија, дека надлежните институции не соодветно постапуваат кон насилството, дека нема отчетност од надлежните институции, се тоа беше, велам, иако многу ретко беше пренесено сепак во медиумите, што е добро. Првите прашав како сакам да ви ги пренесам овие анализите во однос на емисиите, видејќи навистина се студии на случаи, не ги можела да изборам една емисија, многу време ќе ни одземе сето тоа, така што обидов од, само да кажам, примери за добри практики, дефинирани во водичот, што го издадеавано. Во однос на добри практики, кои што една од емисиите многу добро го покри, а тоа е давање целосна слика за тоа што е насилство, барање контекст на причините што бидат кон родово насилство и давање гласност на жената. Ќе забележите дека гостите што беа присутни, буквално беа експерти од различни области, сите жени, што даде буквално гласност на жените експерти. Односно, дека треба медиумите секогаш да изнесуваат информации за контекстот, на причините што водат кон родово засновано насилство. Се зборуваше дека како се пренесуваат стереотипите преку медиумите, многу јасно беше кажано како доаѓа во система, дека еден од причините е тоа како медиумите го покриваат сето ова. Особено што буквално во една емисија беа викнати експерти и за економско насилство, и за семејно насилство. Дадем го пример дека кога веќе зборуваме за родово засновано насилство, добро е да ги опатиме колку што можеме сите видови на дека не е тоа само фемицид, не е само убиство на жена и така натаму, дека има многу варијанти на родово засновано насилство. Уште една добра практика на една од емисиите беше дека критички, нели, се известува за одговорноста на надлежните институции, затоа што апсолутно прво во медиумите се должни да ги, може би да ги кажат кои се тие институции кои што се задолжени, кои се одговорни за се това и како тие функционираат. Макар биле и критични кон нивната работа, потоа доколку се така. Така што во една од емисиите, каде што беше повикан директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи, наистина мислам дека новинарката му поставуваше многу непријатни прашања, што така требаше да биде.
На неколку наврати му кажа дека наведнаше целката наведе информации и сознанија од извештаи дека раководителите на тие тимови за социјална работа не функционираат добро, дека не се ефикасни и така натаму. Земам беше ставено непријатна ситуација, меѓутоа тоа е улогата на медиумите, да бидат критични, критички настроени, особено кон надлежните институции, особено кога не си ја вршат надлежните институции својата работа. Ова беше единечен пример, за жал, се надам дека има на многу повеќе такви примери. Сумираните заклучоци се многу слични како и за оние заповедите со конкретни случаи, дека најчесто се на жената се сеќаваме во месец март, дека овие прилози не им се дава дефинитивно простор колку се заслужуваат, дека не се најавувани, особено не се дефинирани како родово засновано. Како и самите новинари дали се свесни дека станува за за родово засновано. Да, за нас е спорни дека е нашето мисло дека е родово засновано, па дека не сме ни сигурни дека и новинаните новинари тоа го разбираат. Точно дека они потребуваат прецизни извори, дека што подпираат на прецизни извори, што е добро за похвалба, дека има извори од повеќе различни страни, присутен е гласот на жените, особено на активистите, бидејќи во секој прилог. Присутен е представничка на невладините кои се борат за женските права. Беа представени жените во реален контекст и медиумите мощне детално и сеопатно го врамуваа насилството и беа критични кон општествените и општествените прилики и политичките, како во нашата земја. Имаме покрај општите препораки кои што секако јавно ги допишува, ние што ги стави само оние кои што се несуваат на што произведуваат од тоа кој од истражувањето, дека мора да има континуиран интерес на медиумите за оваа појава, без разлика колку случаи се случиле, се пријавиле во МВР и така натаму. Дека мора да почне социјалната и тоа многу свесно, многу наменски, мора да почне таа социјална конструкција на терминот родово засновано насилство. Мораме да го дефинираме како такво, мораме да кажуваме кои се причините за тоа, да воопшто почнеме да стануваме проактивни во однос на сето тоа, доколку не знаеме ни дека постои такво нешто, секако дека не можеме ништо да направиме. Да се продолжи секако со постигање на прецизни избори, дека гласот на жените постојано да биде присутен, внимателно употреба на емотивни оптоварени зборови, кога се известува да се внимава на ова. Нормално дека треба да кога се работи за насилник, мора да се спомене насилник, значи не можеме да не намалуваме вредноста, односно негативноста на сторител и така натаму. И кога се медиумот мора да не свесни дека употребата на емотивни зборови секогаш се предизвика одредени емотивни состојби, така што ако веќе сакаме да предизвикаме негативни, веројатно ќе мораме да предизвикаме и други кои што се носат на борба, на проактивен однос во контекст на оваа тема. Мора јасно да се опишува општествениот контекст во кој што се јавува насилството и особено ова е многу битно дека промовирање на насилството како општествен проблем и на заедницата, а не само индивидуален проблем со кој што треба да се справува жртвата сама и незаштитена. Сега ќе го повикам и колегата Јуан, кој што се надам е малку попозитивен контекст на ситуација. Ви благодарам. Знам дека е малку доцна и секогаш ќе предизвика да зборуваш последен, ама тоа нека биде убавата вест. И исто да биде убава вест дека ќе бидам краток. Јас, како борец за човекови права, за разлика од професорките, малку поинаку ги гледав работите и инсистирав некако да го доловиме поширокиот контекст на нашето истражување. Имавме, забележавте дека гледавме многу телевизија, односно многу снимки, и тоа беше убаво. Нешто моравме да гледавме, а нешто навистина сакавме да гледаме. Ни беше пријатно, уживавме во тоа што го гледавме и од аспект на прилозите се разбира. Меѓутоа, ние живееме во нашето општество, нашата култура е таква каква што е. Меѓутоа, теоријата вели дека не постојат насилни култури, но постојат култури кои толерираат насилство. Постои општество и постојат општества кои го толерираат насилството. Насилството некако извира и од стереотипите и од предрасудите што сите ние некако ги имаме, понекогаш свесно, понекогаш несвесно. Меѓутоа,
од стереотипите произлегува и насилството, значи може да доведе до насилство. А стереотипите најчесто доаѓаат од училиштето, од семејството, од врсниците, ама тука набројав, односно го хайлайтирав делот за медиумите. Значи и медиумите може да допринесат до хранење на нашите стереотипи и на нашите предрасуди. По истиот редослед, истата форма може да ја следат и стереотипите што ние ги имаме за жените, односно родовите стереотипи. Сега, додека гледав телевизија, односно снимки од телевизиите, забележавме многу изјави кои не ни беа директен фокус на истражувањето. Не беа директна, не ни беа примарна цел. Меѓутоа, ако не го разбравме контекстот, ако не гледаме како е малце пошироко, значи ако целодневно гледате телевизија и како боре за човекови права, не може да ви пројдат ваквите изјави. А вакви изјави имаше многу. Да речеме во детска емисија, водителот прашува: ти девојче што сакаш како еден подарок? Една барбирка, а ти момче еден робот. Црвеното е за девојчиња, синото е за момчиња. Го имаше многу често. Имаме многу случаи каде што ние забележавме и вакви изјави. Вика: твојот син ја загрози честа на мојата ќерка, а крпта со крп се пере. И такви многу други и слични изјави. Имавме и такви клишеја како прво па машко или емисии кои се насловуваат како од цвече до шамар. Ова кажав за твојот син дека ја загрози честа на мојата ќерка. Ти тато вика: знаеш дека овој се плаши од жена му, не е храбар како таткото машко. Такви изјави имаше многу често. Сега, тоа што ние исто гледаме и како се обидуваме некако да го кажеме, дека никој не се ради насилен и дека насилството се учи. Иако во теоријата има различни мислења за тоа, но сепак преовладува тоа дека насилството се учи. И тоа што ние го гледаме како видливо насилство, понекогаш е јасно видливото насилство, но понекогаш не ги гледаме тоа што е под ајсбергот. Значи, таму има многу. Ние живееме и нашите, се што имаме ние во животот и се што се случува во нашиот живот е во некаква интеракција со верата, со религијата, со традицијата, обичаите, ставовите кои ние ги имаме и нашите вредности. Понекогаш некои од овие се употребува, односно се злоупотребува да ги постигнеме нашите цели, односно да го оправдаме насилството. Медиумите имат клучна улога, огромна улога. Пред се во охрабрување да се пријави насилството. Значи, едно од целите ние гледаме во медиумите дека мора да пријават, да ги охрабрат жртвите да пријават насилство. А има многу бариери за тоа. Значи, бариерите се социокултурни, економската моќ на жените која е таква каква што е, за жал, правните пречки и психосоцијалната состојба на жената. Овие бариери, особено социокултурните бариери, многу често се поврзани и со поддршката која ја добива жената, односно жртвата од семејството, од пријателите, од друштвото, но и на тоа како гледа религијата на тоа, верата. Сега, многу е тешко да се види жена. Значи, јас имам две деца, женски и една жена, за малце ќе ги повркам. Значи, една жена, две деца, две керки. Сега, замислете како една жена може да пријави насилство, кога на телевизија, по неколку пати на ден, јас слуша ова изјава, ја гледа ова изјава, вика: Господ не ја опростува на сопругата, која поради својата тврдоглавост, не прави отстапки од мажот. И ова го има на телевизија по неколку пати во денот се емитува во верска емисија. Има таму извадено од која емисија. А според Истанбулската конвенција, државите не смеат да прифатат дека културата, обичајот, религијата, традицијата или честа се оправдување за било која форма на насилство. Ама ние, секако во телевизијата и тоа што го гледаме многу често, наоѓаме аргумент како да го оправдаме насилството. Оспарувањето на де јуре и де факто еднаквост помеѓу мажите и жените е клучно и клучен елемент во спречување на насилството во жените.
И тука повторно се враќам на улогата на медиумите. Медиумите имат суштинска улога да промовираат суштинска рамноправност. Значи, преку самите, кога не дискриминираат, значи, не употребуваат стереотипни изјави, прашања, без разлика, кога ги атакуваат стереотипите, а не ги хранат или ги прават да обстојуваат тие стереотипи пред расуди, кога помагаат да се надминат предизвиците, ова е тоа помагање. Значи, медиумите помагат да се надминат овие предизвици и да се преобликуваат обштествените норми. Сликата која ние ја имаме за нешто во нашиот свет, секогаш е нешто што е и под влијание на медиумите. И замисли колку е тешко, може само да замислите колку е тешко да се предизвика тие традиционални родови норми. Значи тоа воопшто не е лесно и тоа е пат што треба сите заедно да го изводиме, ама мора да знаеме дека ние сме ја почнале борбата, односно веќе ја продолжуваме борбата што некој друг ја започнал. Медиумите имат одговорност да помагат во намалување на ризиците од појава на насилство и заштита на жените. И секато, медиумите мора да дадат јасни пораки за неприфатливоста на насилството и дека насилните методи може да функционират. Благодарам. Благодарам. Сега може да се јавите за коментар или за прашање во врска со денешната презентација од институтот. Повелете. Бени. Добар ден, јас сум Арвен Саити, вработен тука во агенцијата. Во вашето излагање приметив едноставање на еднаквост на родово базирано насилство со насилство врз мажи врз жени. Сакам да ве прашам, кога направите истражување, имаше некој обратен случај? Да, имаше многу такви случаи, неколку уствари. Не, нема да ги кажеме, затоа што релативизирањето на борбата на жените и мажите со прашање дали имаше и жртви маже, не е еднакво, значи не може на исто ниво да се третира. Значи тоа е една работа. Втора работа и самата конвенција ни вика дека насилството, родовото насилство несразмерно повеќе ги погажа жените. Нема да стане стереотип. Не. Значи, родово базирано насилство е секоја насилство помеѓу различни пола. Меѓутоа, несразмерно повеќе ги засега жените. Само да ве подсетам дека според официјалните податоци на UN Women, секој 11 минути по една жена е убиена затоа што тоа е жена. Не се тоа маже, неко се жени. Еве замислете за неколку, не знам, сати, колку ние седиме тука, веќе неколку жени се веќе убиене. Да, родово да подраз... Јас мислам дека дури тие маргинализираните групи се поголема опасност. Еве јас малку. Може јас малку да одговорам на нешто? Или му се обраќате само на колегата? Да, точно, родово засновано насилство се подразбира, нели, насилство помеѓу двата рода, пола и како и да го разбирате сето тоа, и секако го подразбира и насилството врз мажи. И точно дека имаше еден прилог и ние тој го анализиравме, што се однесуваше и на убиство на момче од страна на девојче, иако заради судските процеси воопшто не беше, нели, се беше изворите не беа прецизни и така натака, се тоа беше покриено како што треба и ние воопште не сме го занемариле тој аспект. Меѓутоа, она што сакаше колегата да го истакне, јас знам неговата реакција, јас наистина се радувам дека кога
луѓето вака го разбираат насилството, точно, така е, меѓутоа ние мораме да го ставиме таргетот сепак на оној род и пол кој што е понезаштитен, нели, барем сега во оваа ситуација. Така што и во емисиите многу често, например во 4 емисии, водителките многу често ги присутните ги прашуваат дали тоа подразбира и насилство врз мажи и речиси сите одговараат да, подразбира, меѓутоа сите го истакнуваат моментот дека жените се далеку понезаштитени, што исто е, мислам дека добра практика. Да, значи тоа е одговорот, ви знаете точно дека се и мажите, меѓутоа не можеме да го пренебрегнеме фактот дека жртвите се најчесто, нели, жени. Спомнам, бидејќи доминантни беа прилозите кои се однесуваа на родилката, дека репродуктивното здраве на жената е прилично загрозено, што го утврдивме од анализата на прилозите и сите емисии и информативни вести. Дали има уште некој? Свесни сме и самите вие кажавте колкаво е големо влијанието на медиумите во врска со насилството. Вие ги анализиравте прилозите и ги анализиравте вестите. Би сакала следна можност да биде анализирање на програмите на националните телевизии. Затоа што во рамките на програмите, знаете, сите турски серии има, не знам, шпански серии и така натаму, каде што насилството, особено врз жените, е прикажано во многу лоша слика. Така што овдека најдовте и самите кажавте неколку прилози. Немаше многу, дури не може, тешко се извлекоа заклучоци. Но доколку се анализираат програмите кои што праќаат порака и се обраќаат до гледачите, и помладите и постарите, ќе забележиме, мислам, голем извор на насилство дека се прикажува. Мислам, делот одговорот се однесува на АВМ, но меѓутоа, бидејќи ние ги следевме сите емисии, направивме анализа и на некои од тие емисии, но не ги вклучивме во извештај. Еве, например, и колегата исто спомна, наслов на емисија од забавен карактер беше од шамар до свеќе, од свеќе до шамар, во кој што беа интервјуирани познати личности. Што мислите ви? Дали жената треба да добие шамар или да добие свеќе? За 8 март беше прашање на емисија, но пак ви кажувам, бидејќи моравме да се ограничиме во рамките на прецизираната тема на анализа, овие само ги складиравме за една друга прилика. И пак сега ќе се повикам на колегата, тој го даде поширокиот контекст, кој што ние заради ограниченоста на истражувањето не го направивме, односно во рамките на информативните емисии, да кажам, се е чисто, ако можам така да кажам. Што значи тоа? Дека се почитуваат новинарски стандарди, цитирани актери, извори, се е таму коректно. Но широкиот контекст имате турски серии, шпански серии, Јужни ветер, кланови, во кој што насилството на жената е, не знам како, од 100% од емисијата, 90% е прикажано насилство врз жената. И да, вистина е сериозен проблем. Јас навистина се согласувам целосно со вас. Ја кога кажав дека нешто моравме да гледавме, тоа беа вестите, а тоа што сакавме да гледаме беа од народни приказни, детски емисии, различни серии. Меѓутоа, навистина моравме да се ограничиме на самата тема, односно тоа што ни беше првична цел. А меве и директорот ги е тука, една соработка може да продолжиме со емисиите. Благодарам. Ако нема, ви благодарам за присуството и се да благодарувам на презентерите на денешната исцрпна презентација. Благодариме.